Здраво на сите. Добре дојавте во Токен Падок, Македонија. Се надевам дека добро поминавте за новогодишните празници и веќе сме во вториот месец од 2024 година. 2023 беше доста позитивна за криптоиндустријата, особено за биткоин, поради тоа очекување на биткоин ETF, односно биткоин фонд. За биткоин фонд и за биткоин ETF имав 3 интервјуа, најпоследно што беа направени. Борував за тоа. Се надевам дека ги имате погледнато видеата. Едно интервју на 24 вести, тоа беше некаде пред да се одобри биткоин ETF. После тоа имав на 10 јануари кај Татунчо едно интервју и последното беше после одобрувањето на биткоин ETF, биткоин фонд на Телма, на Утринска. Така да сите тие видеа се ставени на Токен Падок Македонија YouTube каналот. Ако се немате преплатено, можете да ставите subscribe, да го поддржите каналот. Сепак на крајот на денот ова го правам исклучиво за сите што ме следат и сите што сакаат да бидат во тек со криптоиндустријата. Сакал сите да ги потсетам, ако случајно немате видено, исто така имав јас биткоин серијал. Не сме завршени со биткоин серијал. Имавме 4 видеа. Ево тука во плейлиста биткоин подкаст серијал. 4 подкасти. Можете кога сакате да ги прегледате. Јас топло препорачувам на сите да ги гледате овие биткоин подкаст серијал, овие епизоди, затоа што ќе научите многу за биткоин. Одамна уште кога почнав со ова, јас секогаш потенцирав колку е битен биткоин и колку е различен од другите криптовалути. Многу е битно да имаме ние децентрализираност, затоа што едноставно ние одиме сега, светот се движи во една дигитализација и таа дигитализација за жал не можеме ние да ја смениме, тој правец да го смениме, но единствено што можеме да направиме е да се едуцираме, со тоа да донесеме правилни одлуки. И така да ние сега идеме во една ситуација каде што светот се дели на децентрализиран и централизиран, но де факто кон дигитализација. И едната и другата страна ќе биде кон дигитализација. И тука луѓето за жал не може тоа да распознават. Многу е бит да се цели кон децентрализираност, затоа што ако не целите кон децентрализираност, тогаш што е поентата да одите во крипто? Подобро инвестирајте во акции. Акциите секогаш биле докажани како одлична инвестиција. Пример Nasdaq SP500 повеќе 50% и повеќе од 50% веќе скокна, така да можете да се префрлите таму во акции. Но меѓутоа ако сакате да инвестирате во крипто, треба едукација. Само со тоа ќе сватите и ќе научите во кои криптовалути да се вложи и зошто се вложи. Јас на таа тема, како што знаете, јас и напишав книгата Фундаменти на криптоиндустријата. Топло им препорачувам на сите што мислат да инвестираат, а немаат досега инвестирано во криптовалути, да си ја купат оваа книга. Ќе научат доста за криптосветот. Исто така и ќе научат многу коини и токени што имаат utility, што имаат use case, што имаат квалитет и реална употреба, така да тоа топло им го препорачувам да си ја земат оваа книга и ќе научат доста работи. Еве пример, сакав една забелешка да споделам од книгата, каде што таа децентрализираност може да се гледа во еден блокчейн и како еден блокчейн се прави. Затоа што јас тоа го спомнав многу пати, блокчейн трилема таа се вика. Тоа е измеѓу децентрализираност, сигурност и брзина. Денешно време се повеќе и повеќе проекти излагаат кои стремат кон брзина и се многу централизирани. Така да јас не би ги ставил моите пари во некој си централизиран проект каде што зависи од една фирма или неколку дечки што работат позади тој проект. Како и да е, сега на ова видео конкретно сакам да кажам едно мое мислење, моја анализа, што веќе ја напишав. Јас топло им препорачувам да ја видат оваа анализа. Имав 2 анализи, глобалната економија, има и на македонски. Можете тука да си ја прочитате и исто така имав една анализа за моето очекување
за финансиските пазари, односно за акции, комодитети и крипто. На tokenpaddock.com, крипто вебсайт кој постои веќе 3 години. На многу работи што ги пишувам и анализи, имате превод, ако случајно не е објавено на македонски, можете вие да си ставите на Auto-Translate, на аутопреведувач. На аутопреведувач, еве, тука е пишано дека е автоматизирано, може да има текстуални грешки, но меѓутоа во главно секој ќе разбере ако сака да научи и да прочита. Дадов моje мислење и за SP500, за NASDAQ и исто така секако за криптото. Во наредниот период 2024 нема да биде така едноставно и се да оди само во зелено. Мислам дека ќе има корекција на пазарите затоа што е ефект на задоцнување познат во макроекономијата, заради што тоа имавме ние високи каматни стапки. Централните банки имаат високи каматни стапки, така да тоа дефинитивно ја гуши економијата, а со тоа и многу може негативно да влијае на финансиските пазари. Така да тоа мора да се земи вид пред да се инвестира. На крајот на денот, тие што се инвеститори, на крајот на денот тие секогаш ќе бидат порано или покасно во добивка, за разлика од тие што никогаш во ништо не инвестирале. Сега одам на овој чарт, каде што сакам да ја подкрепам мојата теза. Мојата теза е дека биткоин може да го руши рекордот ова година. До сега беше скоро $70,000 во 2021 рекордот на биткоин. Сметам дека овој рекорд ќе се дефинитивно ќе се руши ова година, 2024, дека тоа би се случило после биткоин халвинг, односно биткоин преполување. За сите што сакаат да знаат за биткоин преполување и тие работи како одат, како што реков, можете да ги погледнете. Јас во описот ќе ставам и линкови од биткоин подкастите, 4 епизоди, така да има тука темелно од сите страни објаснето и за биткоин халвинг и сите тие настани околу биткоин и зошто е тоа толку битно. Сакам една споредба да направам на финансиските пазари, затоа сум на овој вебсайт. Добро е и вие да си го користите за статистика, casebitcoin.com, и тука има најконкретни, најточни статистики за движењето на цената. Како што гледате, биткоин 127% е нагоре во позитива за рок една година. Но меѓутоа ако гледаме хронолошки, се вратиме малку поназад, од нова година 2023 до нова година 2024 биткоин порасна за 160%. Во ноември и во декември во 2022 година јас многу пати го зборував колку е битно да не се пропушти ова шанса, затоа што тогаш биткоин тргуваше 15-16 илјади горе-долу. Знам дека некој ме послуша, направија портфолио, но меѓутоа голем дел беа исплашени. И обично сентиментот секогаш влијал на пазарите и луѓето едноставно реагираат како што реагира пазарот. Кога оди пазарот горе, во зелено, кога е позитивен тренд, дури тогаш луѓето, обично инвеститорите почнуваат да инвестираат, што е за жал грешка, но меѓутоа не е касно, затоа што се уште сме многу под нивоата на криптопазарот. Криптопазарот беше преку 3 трилиони маркет капитализација, а денес имаме скоро 2 трилиони маркет капитализација. Генерално маркетот, скоро сите криптовалути што се реални, добри проекти, сите беа во позитива, за разлика од некој како XRP, едноставно не можеа да одат во позитива, дури беа во негатива. Тоа е затоа што, како што кажав на почетокот на видеото, XRP и такви модели на така наречени криптовалути, јас кажав и во книгата пишав дека XRP во класификација на криптовалути само затоа што користи криптографија, тоа е единственото. Така да тоа се одразува на цената, драги мои. Тоа се одразува, луѓето знаат да препознаат, инвеститорите знаат да препознаат. И што е најбитно сега кај биткоин? И јас ова многу пати го зборував. Биткоин е локомотивата на криптопазарот. Ако биткоин оди горе, можат другите да одат горе. Но меѓутоа, без биткоин, криптопазарот
едноставно не може да ја има таа вредност што ја има. Затоа што биткоин е најдецентрализиран проект, најдецентрализирана криптовалута што постои и некогаш ќе постои во иднина. Тоа мора да го запомните. И крипто портфолио без биткоин не е крипто портфолио. Тоа секогаш мора да се инвестира со ладна глава. Зошто сметам дека ќе биде позитивен трендот? Како што кажав и на преходните интервјуа, имаме ние биткоин ETF. Биткоин ETF веќе е каде што институциите влагаат во ова криптосфера и инвестираат директно во биткоин. Значи, овие биткоин ETF исто се тргуваат на берзите како акции. И секоја институција од секаде во цел свет може да инвестира во биткоин индиректно преку ETF фондовите. Ова е графата на сите биткоин ETF. Мислам дека овде уште еден ETF фали, но како и да е, на 10 јануари кога почнал биткоин ETF на берза да се тргува, ова е таа бројка што ја гледате. Значи, со многу малку биткоини почнуваат. Затоа што, ова морам да прецизирам, секој еден што има биткоин ETF, како што е BlackRock, пример овде, Fidelity и така натака, сите тие мора да имаат, де факто мора да имаат купено биткоин за да покријат поборувачката на инвеститорите на берзата. Наједноставно објаснато. Така да, тоа е гарант дека понатака ќе оди цената горе, затоа што прв пат во историјата на криптоиндустријата, прв пат во историјата на биткоин, ние имаме институционална побарувачка за криптовалутите и за конкретно за биткоин. Така да, тоа е катапултот што јас многу пати го зборував и лани го кажував, го најавував, дека тоа ќе биде катапултот за оваа година и така се случи. Денес биткоин се тргува 47, беше до пред малку 48.000. Сметам дека во наредните денови ќе прекршиме бројката од $50.000 за еден биткоин. Така да, за сите што планирате да инвестирате, не е касно да влезете во биткоин и во други квалитетни криптовалути проекти, да инвестирате дел од вашите средства. Да се навратам на биткоин на компарацијата. Ова што ја гледате графата овде е 5 годишна графа за биткоин, злато, SP500 и оврзници амерички, долги оврзници ова, значи 10 годишни, 30 зависи. Ова за 5 години, еве кој е придонесот што секое средство го дава. Еве кој што гледате, за 5 години 44% ќе бевте во ќар ако инвестиравте во злато, ако инвестиравте во индексот SP500 ќе бевте 56% во добивка, ако инвестиравте во биткоин ќе бевте скоро 680%. Тоа значи дека ако имате инвестирано пред 5 години, 2019, ако сте инвестирале 1000 евра, сега денес ќе имавте 6760 евра. Тоа значи ова. Ако сте инвестирале пред 5 години во SP500, 1000 евра, сега ќе имавте 1500 евра. Ако сте инвестирале во злато, ќе имавте 1400 од тие вложени 1000 евра. А ако сте инвестирале во врзници, долги врзници, ќе сте биле во минус 31%. Кажано, народски кажано, пред вистината и боговите молчат. Така да, ова е таа вистина. Дали некој сака да ја прифати, дали сака да ќе се потруди да научи и да инвестира во биткоин пред се, тоа е индивидуална работа. Но меѓутоа овие се факти, дека најдобриот начин за финансиска независност е биткоин, па после се е друго. Но меѓутоа, јас многу пати имам кажано дека било какво инвестирање, дури во акции без разлика, е исто така одлично за секој еден поединец и за фирми. Многу е круцијално и битно да се инвестира. Затоа што само преку инвестирање
е единствен начин да се борите со инфлацијата и со девалвацијата на фиат валутите. Вредноста на еврото, на доларот, на денарот оди од година за година надолу. Некогаш повеќе надолу, некогаш помалку надолу, но секогаш оди надолу. Секогаш моја препорака е злато, сребро, земја, биткоин во секое време, нема да сгрешите. Но меѓутоа добро е и да се инвестира и во други финансиски средства, особено акции. Овие се тие факти што треба секој еден да ги знае и да почне да го проучува. Дефинитивно ќе имаме еден позитивен тренд, треба да оди нагоре затоа што ние сега првпат имаме институционална барувачка за биткоин. Не е како досега каде што само граѓаните можеа да вложуваат, англиски кажано retail sales, така да сега и влагаат и институциите и тоа е една гаранција за цената на биткоин во наредниот период и за подолг рок, секако. Секој еден инвеститор што полго време инвестирал, знае дека не е секогаш се така розево, може да се случат непредвидени ситуации или популарно наречени Black Swan events. Работи едноставно што не се во наша контрола. Тоа е како пример војната во Израел со Палестина, во Газа. Таа војна може да ескалира во Блискиот Исток. Тоа може да биде како Black Swan event и тоа дефинитивно едно такво проширување на војната дефинитивно може негативно да влијае на финансиските пазари на акции и особено на крипто како поволатилен пазар од акциите. Кина веќе одамна планира инвазија на Тајван. Ја смета како своја територија, Тајван сака да биде независен. Напад од страна на Кина кон Тајван или проширување на конфликтот во Блискиот Исток околу Израел, тоа дефинитивно може да биде еден Black Swan event. Затоа секогаш добро е кога се инвестира да се има еден дел од инвестициите во кеш. Ако сте во крипто, тогаш во USDT да си ги чувате, за да можете да влезете во позиција кога евентуално би се случило вакво нешто, затоа што ова не може никој со точност да го предвидува и да кажува што би се случило. Едноставно никој со точност не може да знае што носи иднината. Но меѓутоа, едно што можам да кажам со сигурност е дека без разлика и на едни такви ситуации, евентуално неповолни ситуации, дефинитивно на еден долг рок гледано, биткоин ќе оди горе, криптопазарот ќе зема поголем замав, но меѓутоа исто така ќе имаме ситуации каде што некои, како пример во Америка, како Гери Генслер, со лоши регулации, лоши регулативи и закони, што може да биде негативно исто за криптото. И тоа мора да го имаме во предвид. Но меѓутоа, генерално мислам дека е позитивна слика и се надевам дека еднаш за секогаш регулаторите ќе разберат дека криптоиндустријата е посебна класа на финансиски средства. Нешто што јас го пишував во мојата книга и многу пати често го кажував тоа, дека криптоиндустријата е посебен пазар, посебна класа на финансиски средства. Едно регулаторно тело за криптоиндустријата во ЕУ, тие веќе донесо позитивни закони и законски рамки за криптоиндустријата, така да ќе имаме тука јаснотија во Европа, еден дополнителен позитивен тренд, да можат секаков тип на инвеститори да без проблем да можат да го да инвестираат во биткоин и да го тргуваат. Јас имав видео лани, имав видео каде што кажав дека во 2025 година и банките ќе имаат дел од криптовалутите, ама централните банки. Така да, ако ова не е булиш, нешто позитивно, нешто што може дефинитивно многу да дополнително да ја каче цената на биткоин, не знам што. И за тоа пишував, ќе го споделам линкот. Тоа беше по одлука на International Bank Settlement, IBS, скратено во Швајцарија, банка на централните банки. Тоа веќе е донесено, таа регулатива, само треба да стапи во сила, а тоа би било од почетокот на 2025. Генерално, за сите пазари очекувам еден навистина позитивен тренд. Најверојатно би имале soft landing, така популарно наречено, овај импакт на рецесијата што најверојатно може да се случи некаде во
текот на летото, но меѓутоа после тоа сметам дека пазарите дополнително ќе одат во една позитивна насока и дека ќе се срушат рекордите кои веќе се срушија во SP500, веќе ги сруши рекордите. После паѓањето на каматните стапки што би се случило да се вратат на нула како што беа пред качувањето, тоа би се случило некаде во 2025 година, ќе придонесе уште дополнително цената да оди горе и да се рушат нови рекорди. Моето очекување, јас го напишав на извештајот, моето очекување за 2025 за биткоин е до $137,000. Од 110 до $137,000. Тоа е моето очекување за 2025 година. Освен ако немаме нешто како Black Swan event, како што кажав, каде што евентуално би е сменила таа траекторија на цената и може негативно да влие во зависност на во колкави размери е тој Black Swan event. Така да се е можно, но меѓутоа во оваа траекторија како што сме моментално, како што е позицирана и макроекономијата, сметам дека ќе биде позитивно за финансиските пазари, дефинитивно. Така да тоа е за денес. Ако имате некоја конкретна тема што сакате да ја обработувам, имате некој ваш предлог, ве молам слободно пишете во коментари и секако јас ги земам во предвид вашите идеи, вашите размислувања и ќе направиме некое едно такво видео по ваше барање. Поздрав до сите, поздрав до Токен Падок заедницата, се гледаме до следното видео.